Денес православната црква ги празнува Соборот на светите српски просветители учители и светите Александар, Јован и Павле патријарси цариградски. Собор на светите српски просветители учители. На овој ден не се споменуваат сите српски светители воопшто, туку само неколку архиепископи и патријарси. И тоа светиот Сава, првиот српски архиепископ, наречен рамноапостолен, Арсени, наследникот на светиот Сава, голем иерарх и чудотворец. Сава, син на првовенчаниот крал Стефан, кој живеел во Ерусалим подолго време. Се нарекува сличен на Мојсеја во кроткоста. Никодим, кој се подвизувал на Светагора и бил игумен хиландарски, потоа архиепископ на сета српска и поморавска земја. Јоаники, прво архиепископ, а од 1346 година патријарх. Преминал во 1349. Ефрем, подвижник, избран не по своја волја за патријарх во време на кнезот Лазар во 1376, кој го крунисал Лазара, а потоа се откажал од престолот патријаршиски и се повлекол во самотија. Спиридон, наследник на Ефрема, завршил во 1388 година. Макари, кој обновил многу стари задужбини, печател црковни книги во Скадар, Венеција, Белград и на други места. Ја подигнал прочуената трпезарија при Пеќкиот манастир и многу направил околу унапредувањето на црквата со помошта од својот брат, великиот везир Мехмед Соколовиќ, кој се упокоил во 1574. Гаврил, пород благородник од местото Раиќ, учествувал на Московскиот собор при патријархот Никон, поради што од турците бил измачуван за големо предавство и бил обесен во 1656. Покрај овие уште се споменуваат Евстати, Јаков, Даниел, Сава, Григори, Јован, Максим и Никон. Многумина од нив се подвизувале во Светагора, но сите биле слуги благи и верни, добри работници во лозјето Господово. Светите Александар, Јован и Павле патријарси цариградски. Александар учествувал на првиот Вселенски собор во Никеја наместо престарениот патријарх Митрофан. Потоа го наследил Митрофана. Кога некои филозофи сакале да се расправаат со него за верата, тој на еден од нив му рекол: "Во името на мојот Господ Исуса Христа ти заповедам да замолкниш." И онемел филозофот во истиот час. Со својата молитва и на Ари му го скратил животот. Завршил во 98-та година од животот, во 340-та. Светиот Јован Постник управувал со црквата во времето на лошиот цар Анастасиј, еретикот Акефалит. Се упокоил во 595 година. Светиот Павле управувал со црквата 5 години и 8 месеци и се одрекол од престолот примајќи тајно схима, да би го покајал својот грев што прво бил со иконоборците. Бил претходник на великиот Тераси и се упокоил во времето на Ирина и Константин во 784 година. To